Добри ден за мојот гостин, професорот Стево Пендаровски, политички аналитичар, поранешен советник за национална безбедност кај двајца председатели Црвенковски и Трајковски. Прилично искусен кога станува збор за преговори во најтешкиот период, всушност од Македонија во време на рамковниот договор, бевте активен актер во преговорите. Професоре Пендаровски, пробиен е рокот на Пржино и сепак СДСМ не действува онека како што најавуваше, односно не действува надвор од договорот. Реакциите на социјалните мрежи, на opinion makeri, влијателни аналитичари се дека треба да се излезе на улица. Денеска излезе средношколскиот пленум, но со своји барања се разбира. Кој е вашиот став? Факт е дека во оваа земја тешко може да се каже дека има потенцијал, капацитет, дека алтернативата би можела да бидат улични протести. Ова земја има капацитет. Јас сум еден од оние кои мислат дека има капацитет. Тоа искуство го имаме сите ние, као граѓани на оваа земја, минимум од 17 мај оваа година. Кога беше собрана неверојатна, баш импозантна бројка на луѓе, сосема неврзани добар дел од нив со политичките партии, ниту со оваа така наречена политичка опозиција. Бидејќи го имам тоа искуство како чирак во 2001-та, гледајќи ги повозрастните и поискусните од мене, и одредена возраст, јас сум веројатно еден од последните кои во оваа земја од нешто се активни на јавна сцена би повикал на нагло, брзо, безпредметно прекинување на преговорите и излегување на улици. Меѓутоа мојот впечаток сега, после се, бидејќи не станува збор само за последната неуспешна рунда. Не целиот период. Да, постоеше серија потези, практично од денот кога е потпишан протоколот на основниот договор од 15 јули, Пржино 2, како сакате да го наречеме, до денес, кои мене сега во овој момент ми сугерираат или ми даваат за право да кажам дека опозицијата, политичката опозиција, мислам на предводена од СДСМ, која учествува во преговорите, се наоѓа пред стратешка одлука. Јас мислам дека опозицијата во овој момент би требало да е многу близко до одлуката формално да излезе од преговорите и да се врати да го прави она што го правеше до 17 мај или до објавување на материјали, прислушкување и да се врати што ми излегува за институциите, алтернативата излегување од парламентот и на тоа мислите? Апсолутно, значи излегување од сите институции како претходно, како нелегитимни, опозицијата се врати во парламентот, иако е нелегитимен, за да организира следни избори на кои ќе се избере, здравје Боже, легитимна власт. Ова не е таква и ако се прави ова што се прави, гледаме и последни денови на најфлагрантен начин, мислам дека опозицијата, како што реков, би требало да е, ако не е веќе, на тоа точка јас немам инсайдерски информации, зборувам како човек, како проследувач на јавните настани, мислам дека треба да биде многу близко до носење таква одлука. Сосема накусо зошто сега, зошто не пред месец дена е. Има неколку точки кои целата јавност ги знае. Прво, на 15 јули се подпишува Пржино 2, протоколот на основниот договор. Веднаш потоа, наредниот ден, се влегува во процедура сред лето на ребаланс на буџетот. Буџетот на Македонија, ребалансираниот, ќе биде 3,18 милијарди евра, најголем во историјата. Знаете ли колку изнесува само ребалансот као таков, значи само зголемувањето? Ребалансот е правен да се намали, да се зголеми обимот на пари кои ќе бидат на ваше располагање. 165 милиони евра, според економските експерти, тоа е најголем ребаланс во историјата. Значи најголем буџет во историјата и најголем ребаланс сам за себе. Кој не би имал контролни механизми, исклучена опозицијата. Значи вие во тој момент гледате дека владеачката партија прави ребаланс само со една цел, да ги купи изборите пред 24, многу пред 24 април. Опозицијата не знам дали реагирала внатре во преговорите, бидејќи тоа по мене беше знаете како, политичките избори и во светот се добиваат со многу пари, а во Македонија се добиваат само со пари. Нема здрав, прав аналитичар кој ќе ви тврди дека сегашна власт добива со програма и со проекти и така. Добива само во огромен дел со изборна корупција. Зошто сега го правите ова, додека опозицијата не е ни вратена во парламент, да не зборувам за влада. Понатаму имате одлука, ако паметите, на поранешните истражни судии, сега се суди во претходна постапка, која вели судиката мислам дека беше, вели ова што произлегува од илегално прислушкуваните разговори не може да биде користено како доказ понатаму. Практично вие обесилува целокупната активност претходно како политичка опозиција и посебно важно
практично ја деградира, ја става во аут целокупната идна работа на специјалниот обвинител. Значи овако не може да се користи. Имате до последниве денови гледаме комични сцени во кои наводно се менува актот за систематизација во Министерството за внатрешни работи, пред да дојде новиот министер кој би требало да го предложи опозицијата, и се прават работи кои се непознати во светот, во нормалниот свет. Демек, овие што се началници по сектори и управи да не може да бидат сменети во следниот 3-месечен, 6-месечен период на ниеден начин, што е во спротивно со сите можни закони, не европски препораки. Министерот кој ќе дојде на власт, кој ќе дојде на функција, мора да има диспозиција да направи свој тим и да работи како што смета дека ќе работи. Значи, вие имате тендерите. Јавноста не знам колку тоа го знае. Тендерите се буквално пред да биде воопшто прашана опозицијата, се извлечени од Бирото за јавни набавки, кое е под контрола на Министерство за финансии, и знаете со кого се поврзани? Генералниот секретаријат на влада. Значи, власта може кога сака, како сака, со се целата опозиција и во влада и во парламент, да си распишува тендери како што милува. И само еден прост податок. 1,1 милијарда евра од македонскиот буџет се даваат на тендери. Значи, страшна сума на пари за која одговараат само неколку луѓе. И опозицијата и да има заменик министер од утре и од денес не може да направи ништо. Значи, се работи за систематско подривање на договорот. И да заклучам, за да дојдам до мојата почетна теза што ја споменав, околу таа стратешка одлука пред која се наоѓа опозицијата. Значи, ние имаме обид да се минира тотално пржинскиот договор. Ние немаме, како што гледам многу луѓе, за жал и во опозицијата, многу умни луѓе, сметаат дека Груевски со овој начин на подкопување на договорот сака да добие време. Не сака да добие време. Сака да го уништи комплетно договорот као таков. Значи не стана порано, што ќе добиете вие 2 дена по една основа, 3 дена по друга основа и во ред ќе добиете 20 дена. Не, тој не сака да се случи она што јавниот обвинител, специјалниот јавен обвинител, го најави во планот за работа. Кога прецизно речено, ако ми ги дадете сите овие предпоставки што ги барам, правни, финансиски, материјални, сите ресурси неопходни, јас можам да излезам со првите обвиненија во периодот од 15 декември до 15 март. Чи тоа е она што нив ги боли и затоа прават се, не да одолговлечат, него да го уништат, да го убијат, појде договорот Тој е прогласен одамна мртов, но сега веќе и официјално со пробивањето на последниот рок, но велите опозицијата е многу блиску до би требало да биде многу блиску, бидејќи јас не сум тој што решава. До прекршување на договорот се разбира, но прашањето е согласно вашиот став, што ќе реши, како ќе се реши политичката криза на тој начин? Тие сакаат да се урне власта на Груевски. Има два начина. Два генерални начина, едниот е со внатрешен притисок, другиот е со надворешен. Ја не би оптирал едниот наместо другиот или обратно, мислам дека треба парате комбинација, пакет на неколку мерки. Ова што го слушам и што е веќе практикувано против ригидни авторитарни режими, не само во Белорусија, кој гледам дека се го цитирате Ван Хоуте, последната негова изјава, односно брифинг, не само таму, тоа не е доволно ни во Белорусија. Последните председателски избори, тамошниот председател ги доби со многу поголема маргина него претходните и така натаму. Значи 20 и кусур години на власт Лукашенко ништо не му фали, иако е на црна листа, иако имотите му се замрзнати, околу 200 луѓе од неговата. Но блискоста со Русија всушност му помага на зацврстување на режимот. Морате да имате и внатрешен притисок, што ќе рече демократската јавност мора да биде повторно мобилизирана. Во Македонија по моје убедување постои критична маса. И се разбира, треба само политички фактор кој тоа ќе го менаџира, кој тоа ќе го овозможи, кој ќе отвори простор за искажување и на тие мислења. Конструкцијата или структурата на 17 мај, протестите од 17 мај покажува дека опозицијата начело со СДСМ организираше, неспорно, таков собир, меѓутоа околу 1/3 беа луѓе кои дојдоа од невладиниот сектор или беа индивидуи, беа личности, беа граѓани на овој град и на оваа земја. Втората третина, грубо кажано, би била баш припадници или гласачи на опозиционите партии, 15-16 на број, и последната третина беа припадници на помалите етнички заедници. По моје убедување, час поскоро, опозицијата начело со СДСМ, бидејќи тие се единствениот кредибилен политички фактор кој може да донесе политички промени во Македонија, мора да го возобнови тоа партнерство со невладиниот сектор и со сите слободолюбиви граѓани. Значи, да направи нешто налик, ја би пледирал и нешто посилно и помоќно од 17 мај, а тоа е можно. Значи, со една паметна одлука и со едно паметно менаџирање на работите, затоа што ако ние чекаме само странците да ја завршат работата, минатиот па чекаме да донесат закон специјално и донесува.
потоа запна работата на друго место и сега сите чекаме странците да го решат. Но не можат, господин Пендаровски, дури и да бидат процесуирани одредени кривични пријави зарем Хан, еврокомесарот или Ван Хоуте, преговарачот, ќе се јавуваат на одредени суди да притискаат да се работи одреден случај. Алудирате на една системска фалинка на Парижинскиот договор, која е, јас сум ја коментирал и порано и други, че ние добивме, конечно, одвај. Со сите притисоци добивме специјално обвинителство и специјален обвинител, не добивме специјален суд кој ќе ги процесуира во понатамошна фаза тие обвиненија, евентуално, или барем, за тоа не е изгубена шансата, или барем специјални оделенија кои ќе ги работат овие предмети. За тоа не е доста. Бидејќи вие може да направите не знам колку, тоа е слично како со пријавите, вие може мене да ми поднесете кривична пријава, таа никогаш да не биде земена во разгледување. Че се согласувам дека на почетокот вие може да поднесете обвинение и понатаму работата да заврши во нечија фиока како што завршува. Кога се опозиционерите, кажано, условно на тапет, во тој момент вие гледате во едно рочиште имате, не знам, имате 50.000 евра за клевет или за навреда. Во единствен ден е одсудено. Како случајот на заев со Македонска банка. Барате мобилизација на целата опозиција, значи не и само партиската, мислите на СДСМ како најзначаен фактор на кохезија со невладините, но присетете се само колку постои сепак опонентство, раскол дури би го нарекла од страна на невладините организации кои цело време опонираат и не сакаат да бидат дел од таа политичка платформа, партиското тело на СДСМ. Морам да ви кажам една работа, бидејќи бев директен сведок на тие случувања околу координацијата пред да се подпише платформата граѓаните. Значи после платформата, после подпишувањето доаѓа до разединување. Согласувам. Периодот на губење на енергијата, би рекол поточно, меѓутоа ќе дојдеме до тој момент. Периодот март-мај, април-мај особено, е посебно плодотворен во оваа насока. Значи ви кажам од прва рака дека тука имаше луѓе кои велеа дали се залагаме за исти вредности, вие сте политичка партија, бојрум на избори, на гласачко ливче, ние ќе ги поддржуваме тие вредности без да излегуваме на избори. 83 невладини беа, ама буквално на браникот на демократијата и слободата. Мој впечаток, јас тој јавно го коментирав кога се случи, СДСМ мораше да најде друг формат, друг начин да каже дека од сега натаму, од кога влегуваме, се враќаме во парламент и влегуваме во влада, нели предпоставката беше на 15 и на 20 октомври, од тој момент натаму како владина партија, формално, но владина партија, не можеме да соработуваме врз основа на политичка декларација со невладини организации. Но мораше да се најде и сега не е доцна да се најде нов модус во кој сите ќе ги издружиме силите, затоа што ние немаме работа со власт која е шега, која е играчка, имаме работа со режим, со диктатура. Ние мораме соодветно да се поставиме. Главната забелешка всушност на невладините организации беше дека не се дел од преговарачкиот процес. Значи не само во договорот на маса каде што се преговара за договорот од Парижинот, туку и клучните одлуки кои се донесуваат во собрание, таму се изземени невладините. Не смета дека треба да бидат оној период дека јас бев дел од таа рамка и контакт со нив, јас знам дека во тие 2-3 месеци имаше редовно брифирање од луѓето кои учествуваа во преговори, прво во Страсбург, потоа во Брисел и на крај во Скопје. Беа и дел од донесување на одлуките? Да, беа информирани и ги прашуваа, например, од Заев па понатаму. Дали има влијание врз што мислите вие, какви предлози имате? Имаше минимум 3 средби баш на пленарна седница, да ја наречам, со сите невладини кои тоа го подпишаа и се согласија да работиме заедно. Потоа, не знам што се случува, бидејќи немам информација од прва рака, но мене ми се чини дека тоа мора да се обнови и како еден, да го наречам, демократски форум, као една, да ја наречам, Атинска агора, која зашто да не мора да биде се пишана во закон. Битно е да се видиме, да се договориме. Повторувам, ако ние не ги мобилизираме, ако не ги акумулираме и ставиме на едно место сите наши енергии наспроти овој режим, ние нема да видиме бел ден и пред, а особено по 24 април. Ајде да видиме Ван Хоуте, денес го цитираме неколку пати, тој имаше брифинг за новинарите, но и за невладините организации, таму беа поканети. Како најави дека ќе почека уште некој ден, да види како ќе се одвива политичкиот процес околу Пржино, за подоцна да биде прогласен за мртов. Подоцна го прашав дали смета дека со тоа всушност прекинуваат секакви контакти со политичките партии, на сила стапуваат други закони. Тој вели дека преговорите ќе продолжат, дека тој
има волја, желба, енергија и меѓународната заедница смета дека преговорите без разлика од договорот Пришина ќе и дека не е потребен нов договор. Согласувам. Секуловска, најбитен е политичкиот ветер кој му дува во грбот на тој човек. Немој да забораваме, оние кои имаат кусо паметење, такви има многу во Македонија, забораваат дека истиот човек Ван Хојтен беше преговарач, главен, додуше на техничко ниво. Анкетната комисија. За првомартовскиот договор. Филе дојде, избутка финалната верзија, меѓутоа Ван Хојтен беше. Сите луѓе кои тогаш, јас не бев меѓутоа, ги прашував луѓето, кои тогаш преговарале со него, велеа дека тој во тој момент има прилично слаб политички ветер во својот грб. Денеска, или најексплицитно, за специјалниот обвинител, беше апсолутно јасно дека неговата сила доаѓа од друго место, а не од него самиот. Мислите од Америка? Мислам од Америка. Добро. Мојата проценка, малку што го знам и повеќе што нагаѓам, е дека политичкиот ветер кој доаѓа од Брисел е слаб и ќе биде се послаб и послаб. Веројатно ветерот од Берлин ќе засилува и ветерот кој сега е одсутен од Вашингтон, мислам дека наскоро ќе се засилува. Но повторно велам, немојте да спиеме и да анализираме до безсвест, да губиме денови и ноќи, бидејќи се приближува времето за конечна одлука. Дали ние, во едно мнозинство граѓани, ќе сакаме и ќе решиме, ама и ќе се избориме да живееме во демократија, или ќе продолжиме и понатаму да ги трошиме нашите животи во ова сивило, во оваа беда и во животи, во држава во која еден човек решава буквално за се и за нашите животи, и за нашата среќа, и за нашата работа, и за нашите примања, буквално за се. Буквално, вие претпоставам дека знаете дека во една голема скопска општина, секој сабајле, дечињата, првачињата ја пеат химната на Македонија. Мислите на аеродром, бидејќи така им рекол некој од горе, тоа не било никогаш до сега, меѓутоа така мора да биде, бидејќи така им рекле од погоре. Тоа беше само во времето на Цека, кога велевме нема што ти да мислиш, има кој да мисли, ти од горе ќе ти кажат како да правиш. Останатите беа трансферирани на Голи оток. Ајде да видиме околу изјавата на Ван Хојтен што се однесува до наметнување на санкции на одредени политичари. Значи, тоа е планот Б. Тој ја спомена Белорусија, каже дека нема повеќе коментар. Изгуглајте, односно побарајте самите на интернет, ќе видите какви се санкциите на Европската Унија кон Белорусија. Се говори за ембарго, за меѓународна репресија која се однесува на сметки, на забрана на патување против луѓе кои се одговорни за сериозни прекршувања на човековите права, на репресија на цивилното општество, подкопување на демократијата во Белорусија, или луѓе кои имаат бенефит или го поддржуваат режимот на Лукашенко. Имам неколку коментари во тоа, ако дозволите можеме да го продискутираме. Постојат неколку држави, не само Белорусија, кои се под санкции децении. Куба е еден од тие примери. Куба е под санкции на Америка, под жестоки санкции на Америка. Браќата Кастро се 60 кусур години на власт. Че не врши работа. Да не зборам за радикалниот пример со Северна Кореја. Че постојат држави кои се Иран, додека не се потпиша на хартија барем, уште не е почнато со него имплементирање нуклеарниот договор, тие беа под жестоки санкции, вклучително нивниот највреден извозен продукт нафтата. И повторно, на секој следни избори во Иран, радикалите добиваа не така наречените умерени струи во рамки на истата. Но во случајот со Македонија би бил ли неопходен консензус страна на Европската Унија? Апсолутно, значи ја што алудирате. Инаку глобално две Америки се. Единствена Америка онаа која може да наметне таков тип на санкции. Америка не е членка на Европска Унија, иако има големо влијание во Европска, како ја нарекуваат најголемата европска сила која не е членка на Европската Унија. Вете, две основни мерки се можни. Тоа е практикувано кон Белорусија, замрзнување на имоти и сметки надвор што ги имате и забрана за патување, немате виза. Ја ве прашам са вас, самиот е собеден да одговорам. Ако вие сте соочени, а најверојатно сте соочени, со дилемата, како владател негде, да ви ги замрзнат сметките надвор и да не можете да добиете виза да патувате, например, во Мадрид или не е битно каде. И алтернативата е Идризово. Што ќе направите? Се разбира првото дека ќе го одберете. Значи, апсолутно. Значи, тоа е. Инаку, Европската Унија е ноторно разединета, тоа го знаат сите. Позната е по-лошо. Разединета која станува збор за крупни одлуки. Еден човек, една држава може да изблокира заедничка волја на 26 мина, 27 мина. Ние го знаеме нашиот пример со името со Грција.
Доволно е Виктор Орбан да крене рака и да каже јас не што може да согласувам. Какво однесување поинакво очекувате од човек кој го доби највисокиот орден на оваа земја? Од председателот Иванов. Да. Но претходно кажавте дека сте за комбинација на неколку мерки и методи да бидат преземени. Постои моделот на, јас тоа го кажав и порано сум го кажал јавно, постои една друга мерка која може да дојде од странски фактор. Тоа е можно да биде, например, меѓународна истрага за коруптивни, за афери, големи криминални афери кои се протегаат на територија на повеќе земји членки на Европската унија. Такви има во бомбите. Такви има во бомбите. Значи, ако тука нема да му биде дозволено на специјалниот обвинител да го направи тоа, или барем да се обиде да го прочерка, тогаш има држави, ние ги знаеме да не ги именуваме и да не прејудицираме, и тоа неспорно е дека има. И ако се поведе постапка во земја членка на Европската унија против тој и тој од денешна номенклатура, вие ќе барате екстрадиција. Ќе барате екстрадиција и вие тешко ќе се браните со тоа дека во принцип, во меѓународното право, свој државјани никој не екстрадира и Слободан Милошевиќ беше државјанин на Југославија, односно на Србија, па го екстрадира во Хаг. И Санадер беше екстрадиран подоцна, иако случајот на Санадер секогаш го третираат како важечки и многу важен кога станува збор со Груевски, но ако ја погледнеме хрватската политичка сцена, треба да се сетиме дека му завртеа грб неговите сопартици. Тоа на Груевски не му се случува. Не му се случува, има друга, зашто не се случува? Затоа што Санадер сам се повлече од кормилото на HDZ. Нашиот овде нема беше принуден се разбира да се повлече. Веројатно под закана од меѓународна истрага од тој тип за какво што зборува. Но имаше поддршка и од партијата, од хдз. Во хдз и тогаш и сега, тоа не е еднонасочна, еднодивизионална работа. Мојот неподелен впечаток е дека најголемите хрватски партии се многу појаки во внатрешно партиската демократија од нашите тука. Ајде околу специјалната обвинителка која и денеска всушност беше одложено барањето, односно гласањето за нов тим, незиниот тим плюс 7 члена, заради тоа што само 7 беа изгласани, што вели председателот на Советот на јавни обвинители Петар Аневски. Тоа останува став дека нема потреба од целосната листа, вели дека не се создадени нови околности за избор на 7-мината и како вели, ова е Совет на јавни обвинители независен, нема никаква теорија да постапуваме по препораки и барања на политички партии. Ова е една од пошеговитите, потака вицкастите изјави што се се чуло последно време. Духовито. За жал, кога не би било трагично, би било смешно. Зошто? Затоа што вели не почитуваат партиски договор или политички договор на ова што е, да го наречам, анекс за господјата Јанева. Анекс, нели? И овие 7 да се доизберат, сите 4 партиски лидери се допотпишаа и текнува. Значи, меѓу тие 4 потписи е и потписот на човекот кој не го поставил таму. Тој не бил на меѓународен тендер избран. Или бил биран, мислите, по некоја работа, претходна работа. Тој бил биран директно од лидерот на најголемата политичка партија или од неговите луѓе и сега тој зборува дека не почитува потпис на човек кој де факто него го катапултирал. Груевски му ги пишувал и претходно законите и сега му ставил потпис за нов закон. Истиот тој човек кој него го ставил буквално таму, тој не е ставен на независна комисија, него бирала него. Но аргументот и на Зврлевски, ако го следите, скоро секојдневно повторува дека има политички договор, дека всушност тоа е политичкиот договор, специјалното обвинителство на Катица Јанева, и тој нема намера да го почитува тоа. Дека станува збор за политички договор, а не за уставно решение, кое го крши всушност и уставот и сите закони. Ја ги слушам овие изјави, овие две изјави ги слушам и ставам во исти контекст. Јас се сомневам, јас знам дека има завршен правен факултет, али се сомневам. Што е закон? Што се сите закони по кои меѓу другото ако не се политичко решение? Политички договор за мнозинство во парламентот, креваме рака 61 или 2/3 и така добиваш закон за јавно обвинителство, закон за кривична постапка, кривични закони. Така се носат законите со претходен политички договор да направиме мнозинство во парламентарниот дом. По кои закони постапува? Од кај се паднати од небо тие закони? Не, продукција на претходен политички договор минимум во владеачката коалиција. И на политички институции се разбира. Што вели Ван Хоут, уште еднаш ќе го цитирам, стравувате ли како што тој стравува дека стабилноста е загрозена и дека внимателно треба да се следи следните недели и месеци од страна на политичките актери? Дека е загрижена ли што е? Знаеш што, јас мислам дека граѓаните се загрижени во голем дел од ова што се случува, бидејќи практично ние сме парализирани како држава месеци и месеци назад. И во Македонија со аксион, со години, со децении, кога сме направени како држава, беше дека ако се распукува државата, може да оди по меѓуетничката оска.
Сега последниве години прв пат државата, институциите практично се распукани по интрамакедонска оска. Сега албанскиот фактор објективно го не е добро што го нема, не. Значи албанскиот фактор во овој момент не придонесува за дестабилизација на Македонија. Има една пародија, двете албански партии во формална опозиција и во формалната власт, они придонесуваат за стабилизирање на диктатурата, не за растурање на државата. Овој пат е така. И многумина, за која ова е прв пат ваква ситуација, не знаат што да мислат и како да анализираат. Моја проценка е дека Македонија може да биде и безбедносно дестабилизирана во наредниот период ако нема политички договор и ако се оди кон овие сценарија што велите вие, односно господин Хојте, дека може да биде белоруско сценарио, ако се замрзнува имотот или сметките или ако некој по меѓународна потерница ги бара вашите први политички лидери, таа држава по дефиниција не е стабилна. Добро. И последното прашање, да бевте вие дел од преговарачкиот тим, што ќе направевте поинаку? Можеме да збориме од точка до точка, тоа е долго. Ова што ме запрепасти, она што го чув од медиуми што го гледам, ја на пример не би дозволил ни секунда да разговарам за закон за забрана на објавување на бомбите, а не 8 до 8,5 сати од 12 таму. Што би сториле? Значи јас би станале и би ги пренапуштале преговорите? Гледате. Дали знаете дека пред неколку дена, веројатно сте чуле, и вашиот медиум известуваше, дека постојаат преговори на работните групи и пред неколку дена доаѓаат представниците на владеачката партија, им даваат некаков предлог за некои од овие точки, што не се решени и ги прашуваат за став. И тие велат, ние немаме став, мораме да прашаме во партија. Добро, одете и вратете се. Доаѓаат во 2 по полноќ, плюс без став. Вие мора да се почитувате себе си. И мора да ги почитувате сите луѓе кои гласале за вас, кои ве поддржуваат и тогаш и денес и утре ќе ве поддржуваат. Мислите на опозицијата? Опозиционото раководство не смее да дозволува што треба да стане да ги напушти преговорите според вас? Полупрофили не смеат да ве влечат за нос со сати и сати, вие да чекате да се смилуваат, да дојдат на преговори. Значи мора да држите до своето достоинство. Зошто? Затоа што со тоа го штитите достоинството на цела демократска Македонија. Ние чекаме од нив да бидат достоинствени и на достоинствен начин да ја бранат демократската кауза. 8 сата ќе ми разговараш за законот кој го нема у нормална европска држава, на Талат и на Буковски. Тоа бил 8,5 сати, таков закон, дури има наводни циркулација на некаков предлог текст. Да. Кој практично го кажува истото што го кажуваа луѓето кои ние целокупната демократска јавност ги исмеа. Че јас би рекол, дајте да разговараме за што е рокот утре истекува за техничка влада, да го завршиме, ќе разговараме и за тоа. Опозицијски извори велат дека на маса им било кажано од страна не само на опозицијата, туку и на странските преговарачи на власта, дека немаат намера да разговараат за законот за бомбите, но темата била наметната и преговорите оделе во таа насока заради наметнување на таа тема. Темата била наметната, меѓутоа јас знам и вие знаете дека агендата на преговорите ја прават странските фактори. Ако тие кажат не, вие се сеќавате кога дојде еден виден представник поранешен функционер на владеачката партија и кога се обиде да оспори уставноста на законот за специјален обвинител. И кога истиот овој господин од Белгија му рече тоа не е точка на дневен ред за денеска, да се видиме во друга прилика, ако сте само за тоа дојдени, денеска не разговараме за тоа. Значи, тие ја одредуваат агендата. Не може едноставно да дозволите 8 сата некој да ви кажува приказни за вакви небулозни проекти и вие само да седите и да чекате дека странецот ќе му го земе зборот. Кажете, ако вака се води работа, знаете колку луѓе гледаат, стануваат и легнуваат, не само новинари на кои тоа им е работа. Стануваат и легнуваат со тоа дали нешто се договори овие, аман заман да трне работа. И гледаат дека едниве заминали и после 15 сати се вратиле без став. Меѓу време, кој знае кај биле, дали биле воопшто во партијата или им било речено така да се однесуваат. А во вториот случај 8,5 сата разговараме за она што не е крајен рок. Гледате, договорот за необјавување на бомби, така наречен договор за необјавување на бомби, воопшто не е дел од договорот во Пршина. Значи, на разговорите е, колку што ја знам, вербално споменато дека треба да има закон и за соработници на правдата. Познатите свиркачи. Свиркачите, добро. Мора да се почитувате себе си, да повторам уште еднаш, за да ве почитуваат и сите други. Ако не се почитуваме себе си, полупрофили не можат да ви диктираат агендата. Тие луѓе, тоа што го прават таму, 8,5 сата што го зборувале тоа, тие се полупрофили. Немојте да дозволите тие да ја водат Македонија. Добро, јас благодарам што бевте гостин.